Интервистën e ditës e paralemrova edhe në fillim të këtij edicioni dhe ashtu siç thash me mua në studio për intervistë është kryeministri Hristijan Mickoski. Господине премиер, добродојдовте во ова интервју во Алсат телевизија. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Да почнеме од тоа што беше и последна вест во Алсат само пред неколку минути. Како го коментирате последниот случај или инцидент во бугарската амбасада кај нас? Имаше реакција и од владата, меѓутоа би сакал да знаме и вашиот став. Па да, добро, ние сигурно дека е мојот став ист како оној на владата, дека силно го осудуваме овој кривично правен настан. Она кое што можем да окажеме дека лицето кое што е сторител на овој кривично правен настан е обезбедено и во моментот трае распит и разговор со истото, да ги видиме мотивите што и како придонесло да се случи ова што се случи во текот на денешниот ден, да видиме што го инспирирало ова лице да го направи тоа што го направи. Дали имате информација дали е изолиран случај или работил под некое... Па јас би се воздржал од било какви коментари. Лицето признало дека е сторител на овој кривично правен настан. Сега официјалните лица вршат разговор со него и очекувам повеќе работи да дознаеме од распитот кој што следи и кој што претпоставувам ќе даде одговор на многу прашања. Дали бевте во контакт со бугарските институции за инцидентот? Дали тие побара нешто од вас? Министерството за надворешни работи е во постојана комуникација. Знам дека ме информираше министерот дека разговарал со неговата колешка, така што ние од наша страна ставот го знаете, јасен е и на владата и на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, силно го осудуваме, но она кое што за нас е поважно, што го инспирирало ова лице да го направи тоа што го направи. Ние лицето го обезбедивме за помалку од 3 часа од моментот од како се случи се тоа. Како институција уште еднаш покажавме дека функционираме безпрекорно, така што ајде да видиме кои се мотивите за овој кривично правен настан. Ке сменам тема. За сега собранието веќе почна да дебатира за законот за правична застапеност. Како ќе оди овој закон или постапката на овој закон, имајќи предвид дека највеќе критики има за делот што во него нема нормативниот дел на санкции. Како ќе биде одговорноста за тие институции или тие раководители на институции што не го спроведуваат законот за правична застапеност, кога немаме предвидени санкции во законот? Има многу примери каде што во самиот закон не се вклучени санкциите, вклучително и многу други закони, по едној претходен закон, кој што претходната влада на СДСМ и ДУИ даде јасен став дека го поминал своето време на владена седница, го помина своето време и дека треба да се промени тој пристап. Се разбира дека казнената политика која што ќе се однесува на овој закон ќе биде дефинирана со подзаконски акти, има јасен временски интервал кога таа казнена политика треба да се согласи, така што граѓаните да бидат спокојни. Овој закон веднаш после усвојувањето ќе биде официјален, функционален, а во времето кое што доаѓа со подзаконски акти ќе ги дефинираме и оние делови за кои што вие говорите сега. Со подзаконски акти мислите на методологијата која треба да се спреми и казнената политика. Односно оние делови кои што се однесуваат на негово непочитување, негова непримена. Што друго ќе содржи методологијата и дали ќе ги има тие етнички квоти? Апсолутно дека два критериума ќе бидат клучни, а тоа се етничката припадност, но и квалитетот, односно сето на кое што се уставно гарантирани вредности и темелни вредности на нашиот устав. Опозицијата изгледа дека нема да гласа, особено албанската опозиција изгледа дека нема да гласа за овој закон. Како ќе обезбедите Бадентер за овој закон? Или ќе чекате тие да ја опуштат салата и верувам нема да се случи бидејќи тие ќе чекаат? Па не, тоа е добро да има дебата во парламентот и јас таа дебата ја охрабрувам како председател на владата. Сега дали ќе водиме политика која што е лицемерна или политика која што ќе во интерес на граѓаните, тоа ќе одлучи опозицијата. Во случајот вие споменавте албанската опозиција, јас ги повикувам пратениците сите 120 да го поддржат ова законско реформско решение, кое што е во целосна согласност со темелните вредности на уставот. Претходната влада, како што веќе кажав, имаше свој став за претходното законско решение кое што Уставниот суд го поништи.
тогаш самите тие на владина седница јасно кажаа својот став дека тогашното законско решение ги поминало своите времиња, народски кажано, својата употребна вредност, без разлика сега колку поранешни членови на таа влада од редовите на денешната опозиција на албанците во Македонија ги артикулираат по медиуми. Гледам еден поранешен висок член на претходната влада скока од еден медиум на друг медиум, па се заканува воинствено со не знам, со сила и така натаму. Мислам дека тоа е само крик на немоќ и би рекол можеби на завист, бидејќи на овој начин со ова законско решение се решава овој проблем. Така што Добро, и тие тврдат дека тоа решение било подобро, балансерот било подобро од ова законско решение според нив. Па зошто тогаш се постава прашањето, ако тврдат на владина седница рекле дека претходното законско решение го поминало своето време и повеќе нема употребна вредност. Имаме јасен став од страна на претходната влада, која што е дел од владина седница и дел од извештај, каде што самите тие признаваат и велат дека претходното законско решение ја поминала својата употребна вредност. Сега помалку е лицемерна таа политика кога сте во влада да водите една стратешка комуникација, кога сте во опозиција да водите сосема поинаква стратешка комуникација. Како ќе знаеме, например, колку албанци, македонци, турци има во една институција, имајќи предвид дека и одлуката на Уставниот суд не дозволува за тие вработени во тоа институција да се прашуваат за етничката припадност. Значи, законот не е многу јасен во овој дел. Ти можеш сам да се декларираш, меѓутоа никој нема право да те прашува. И сега имаме бројки кои што излегуваат и кои што ги објавува Министерството за јавна администрација. Како знаеме дека се точни? Па видете, ако мене ме прашувате дали јас сум матичар, ќе ви дадам одговор, јас не сум матичар, сум председател на влада. А како ќе знаеме дали се точни, претпоставувам дека институциите се вршат својата работа и институциите се тие кои што треба Министерството за јавна администрација да го снабдат со бројки и Министерството за јавна администрација ги објавува. Сега, ако вие мене ме прашувате дали им веруваме на институциите, тогаш ова прашање треба да го поставиме дали им верувавме пред 3 години повеќе, дали им верувавме пред 5 години повеќе, дали пред 15 години им верувавме повеќе отколку денеска. Не, и тогаш имаше проблеми, прашањето е сега дали ова решение е подобро. Апсолутно, апсолутно стојам позади ова решение. Да почекаме времето да покаже. Јас тврдам дека ова решение е драматично подобро од тоа што беше порано. Да смениме малку тема за правосудниот испит. Сте имале неколку средби во овие денови. Дали е нешто одлучено од тие средби? Па се работи на решението, многу сме близко до решение кое што ќе биде согласно уставот, законите во Македонија, но истовремено ќе ги почитува и меѓународните стандарди, така што мислам дека ќе искатализираме едно решение кое што на крајот од денот очекувам сите пратеници во собранието да го поддржат. Дали ставот за правосудниот испит во тек на времето се смени, особено со изјавите кои ги дава функционерите, имајќи предвид дека и вие на почетокот кажавте дека законот за јазиците треба да се спроведува, а во меѓувреме кажавте дека треба законски измени. Јас сакам да пуштам 3 изјави лично од вас и да ми кажете зошто има промена на ставови од тек на време. Ајде. Законот за јазици е јасен во случајов, доколку некој побара да го полага на албански јазик, треба да му се дозволи. Но кога сме кај правосудниот испит, ако сте го прочитале законот, ќе прочитате таму дека полагањето не е регулирано со законот. На кој јазик ќе биде? Туку тоа го редува министерот. Значи, ние мораме овој процес на полагање најпрвин да го утврдиме со закон. Законот ваков како што е, не дозволува таков тип на полагање. Јас сум подготвен да тоа го регулираме со закон. Дали ова според вас се спротивни? Не, напротив, од првата до последната изјава ќе видите дека јас цело време зборувам за одредени законски измени и тука нема апсолутно ништо едно со друго спротивставено и не го менувам својот став. Јас од прв ден сум го кажал тоа и стојам позади тоа дека ако државата дозволила да се формира високо образование на јазик различен од македонскиот, во случајов во Македонија имаме такви примери со албанскиот, со турскиот и со англискиот јазик.
И ако државата овозможила тоа да се прави, јас не гледам никаква причина да теоретскиот дел, да речеме од полагањето на правосудниот испит, да не се врши на еден од тие јазици кој што е различен од македонскиот, бидејќи вие сте дозволиле да се формира високото образование на тој јазик. Истовремено, она што го кажувам и ќе го повторам и ќе продолжам и понатаму да го повторувам, е дека правосудниот систем, а тоа е во суштина и став на Венецијанската комисија, не е ова став на Христијан Мицкоски или на владата, вели дека мора да се напушти пристапот на билингвализам, односно мора да имаме франка лингва, односно еден јазик во рамките на правосудството во Македонија и едното со другото не се косат. Едното со другото се паралелни процеси. Но од друга страна, овие изјави кои ќе се вртат, треба да кажеме исто така дека статистиката е немилосрдна и речиси 95% од кандидатите албанци кои што го полагале правосудниот испит до сега и теоретскиот и практичниот дел на македонски јазик го поминале. Што значи дека апсолутно не станува збор за дискриминација. Кога вие имате 95% пропустливост, тогаш апсолутно не станува збор за дискриминација, која е тоа поентата некој да го истакне во јавноста. Но јас лично, како Христијан Мицкоски, како претседател на владата, ви го кажав мој став, и сето ова има континуитет. Нема ниту една со друга спротивставена изјава. Инаку да, моменталниот закон, ваков каков што е, вели не го уредува полагањето, туку остава право на министерот за правда да со одреден друг правен акт го регулира начинот на полагање на правосудниот испит. Значи, за сега министерот Филков не сака испитот да биде на албански. Не дека нема законски основ. Не, јас повеќе би рекол дека изминатите години министри албанци од редовите на ДУИ не сакале, исто како и Филков сега. А оваа влада има желба и работи на тоа да најде начин како овој предмет, односно овој проблем да биде надминат. Така што е различно. А министерот Филков е дел од оваа влада која што бара решение, за разлика од претходните влади, во кои што министри албанци за правда не сакале да го решат. Колку што ве разбрав во вашиот одговор, кажавте и дел од решавањето што ќе го предложите, теоретскиот дел да биде на јазикот на кој студентите студирале, а практичниот дел да биде на македонски јазик. Дали е тоа решението на маса или тоа? Јас кажав што е мојот став и што е мојата логика. Што ќе биде решението, многу скоро ќе го катализираме и ќе го представиме во јавност. Дали ова решение е некако консултирано со студентите што протестираат или не се дел од тоа работна група? Видете, тоа што ние го работиме во моментот е во рамките на владата. Се разбира дека ќе има јавна дебата, нема тој, еве и денеска и денови имаше јавна дебата и за законот за правишна застапеност. Така што секое законско решение подложи на јавна дебата. Во рамките на таа јавна дебата сигурно дека и студентите кои што протестираат ќе земат учество и се добре дојдени нивните, да речем, еве, нивниот инпут е добре дојден во случајов. Премиере, најавивте дека од 18 ќе почнат преговорите со коалицијските партнери за реконструкција на влада. Што очекувате од овие преговори со партнерите што сега ги имате во владата? Па јас и денеска дадов свој став во изјава дека нема да бидам фокусиран на квантитетот, туку на квалитетот, на суштината. И би разговарал и ќе разговарам во таа насока со коалиционите партнери како квалитетот на испораката од страна на владата и институциите да биде уште подобар. Според моје длабоко убедување е далеку покомпетитивен од било која претходна влада, но јас сум убеден дека ние можеме уште повеќе и уште подобро. И затоа ценам дека во оваа втора половина од мандатот на оваа влада сите заедно треба да се потрудиме уште повеќе за да покажеме на граѓаните дека како држава забрзуваме, дека како држава имаме амбиција да бидеме подобри, дека пркосиме, дека сме жилави, дека сакаме да одиме напред. Велите ќе се фокусирате на суштината, јас пак ќе се фокусирам на техничкиот дел. Дали ќе има размена на ресори меѓу владините коалиции? Па нека почнат преговорите, секоја алтернатива е на маса, се што може да биде подобар и поквалитетен кадар, зошто да не? Јас не гледам тука никаква пречка тоа да се случи. Влен кажал јавно дека
крене раце, да кажеме така, од Фатмир Лимани, дека не сакат он да биде нивен представник во владата како нивен член. Тоа значи дека Лимани, ако бара тие од вас, нема да биде министер или ќе биде можеби министер предложен од страна на ВМРО? Па тоа дали Влен кренал раце, како што вие рековте, можеби е добро тоа прашање да го поставите на Влен. Кажале веќе неколку пати дека не стојат позади Лимани веќе. Во ред, кога ќе бидат разговорите за влада, ќе разговараме, ќе ги отвориме сите теми, ќе направиме анализа заедничка. И јас сум убеден дека со партнерите од Вреди, односно Влен, до сега сме имале отворен диалог, искрен диалог, партнерски диалог, така ќе продолжиме да соработуваме во иднина. Од време на време зборувате за брзи избори. Дали тоа значи дека се подготвувате, сакате или веќе сакате да ги мерите ставите на другите политички партии за можни брзи избори? Кажавте дека ова година нема да има предвремени избори, но не ја исклучувате можноста за да има наредната година избори. Што значи тоа? Јас сум го кажал тоа многу пати, но еве сега ќе го повторам и ќе го поделам мојот одговор во два дела. Доскоро опозицијата самата велеше дека е подготвена за предвремени парламентарни избори. И Демократската унија за интеграција и Социјалдемократскиот сојуз. Јас сум слушнал неколку изјави од нивни високи функционери дека велат во секое време се подготвени да одат на предвремени парламентарни избори. Ние како влада многу пати до сега испраќавме порака дека граѓаните дале мандат 4 години на оваа влада. Ние сега влегуваме во втората половина од тој мандат кој што го дале граѓаните и ние сме фокусирани на реформа и на испорака, односно, да бидам уште попрецизен, се тоа на што било погрешно направено во годините, би рекол и децениите, да се обидеме да најдеме решение и да го исправиме, а при тоа да не создаваме нови проблеми. И тоа го правиме. И таква политика водиме. Некој ќе рече многу е бавно, некој очекува побрзи, поспектакуларни резултати, но јас сум конзервативен кога станува збор за водењето на политички процеси, подобро мал чекор напред, но континуирано да грабиме напред, отколку да имаме еден голем напред, па после 3 уште поголеми назад. И мислам дека оваква внимателна политика, која што ја води оваа влада, дава резултати. Вториот дел од мојот одговор на вашето прашање, логично е во втората половина од мандатот, секогаш да сте подготвени доколку опозицијата ве предизвика да излезете на предвремени парламентарни избори. Иако, ние како влада, јас како претседател на влада, не посакувам такво сценарио. Односно, за нас е важно да ние го истераме мандатот кој што сме го добиле од граѓаните и тој мандат да го изодиме до крај. Впрочем, зарем јас би правил реконструкција на владата ако за неколку месеци од денеска очекувам да има предвремени парламентарни избори. Значи, многу е нелогично едното со другото. Но се разбира, како претседател на влада и како човек кој што е носител на рейтингот и на партијата и на владата, јас морам секогаш да антиципирам можни политички маневри. И како такој, јас морам да бидам подготвен да одговорам соодветно. Ние антиципираме што би можело да биде и соодветно да одговориме на тоа. Така што јас можам да видам само уплашени политичари во опозицијата од уште еден пораст на предвремените парламентарни избори, евентуални доколку би се случиле, но посакувам оваа влада, која што го има легитимитетот од граѓаните, сега реконструирана после оваа реконструкција, да спроведе политика повеќе, реформа повеќе, да испорача проект повеќе до крајот на мандатот кој што го доби од граѓаните. Дали тие следни... Зошто кажувам, само извинете, мал додаток. Кога евентуално би имале ние на пролет предвремени парламентарни избори, ние на почеток на годината или на крајот од оваа година веќе би требале да имаме техничка влада. Зарем би правеле ние сега реконструкција за 5-6 месеци од денеска да имаме техничка влада и предвремени парламентарни избори, ако правиме таков план или ако правиме таква стратегија? Не. Тогаш би си изоделе до крај. Сосема спротивно, нашата амбиција е со оваа реконструкција да обезбедиме нова енергија, нов, би рекол, импулс во водењето политики и реформи и да испорачаме повеќе за граѓаните. Дали тие следни парламентарни избори, еве според вас кога и да бидат, би било на некој начин и мерање на мислењето на граѓаните во врска со уставните измени?
Вие кажувате цело време дека нема да се поместите ни милиметар, доколку не се сменат условите од другата страна, а од другата страна опозицијата бара уставни измени со овие услови што сега ги имаме. Дали мислите дека на тие избори граѓаните треба за ова да гласат? Јас испраќам генерално 3 пораки. Првата порака е дека уставни измени без ВМРО-ДПМН нема. Политичарите од опозицијата можат да бидат мекото ткиво на македонскиот идентитет и државност, и тоа е тоа што тие го одбрале. Јас тука не можам ниту да им судам, ниту да давам пофални зборови. Тоа е нивен избор и тоа е патот по кој што тие одлучиле да одат. Второ, јас сум свесен, апсолутно, дека претходната влада потпишала бел лист хартија, која што ние нарекуваме капитулација, поради различни интереси. ДУИ имала едни интереси, тогаш СДСМ имала други интереси. Но на што ги обединува е фактот и желбата и мислата дека ако потпишат бел лист хартија, едноставно некој ќе им ја подари победата на парламентарните избори кои што следеа. Очигледно дека тоа не се случи. И тие се сега во длабока опозиција и во дезинтегрирање внатрешно на структурата и на едната и на другата политичка партија. И трето, имајќи предвид дека сме реал политичари, ние точно знаеме кои се обврските кои што ги презела претходната влада. Но исто така, точно знаеме кои се обврските кои што некоја претходна влада на нашиот источен сосед ги превземала. А тоа е доследно почитување на човековите права преку потпишување и ратифицирање на резолуцијата за почитување на човековите права. Вие денеска имате 14 пресуди на Судот за човекови права, минимум, со кои што Бугарија се обврзува да дозволи регистрација на Омо и Линденпирин во најголемиот дел од нив. Таа одбива тоа да го прави. И оваа резолуција е многу порано, пред да бидат прифатени овие услови од страна на претходната, би рекол, капитулантска македонска влада на СДСМ и ДУИ. Тоа е прво. Второ, ако секој политичар од Европа и од Европската унија кој што доаѓа овде, ни вели ова е последно, нема да има повеќе, ние ви гарантираме, никој не го става под знак прашање македонскиот идентитет, јазик и така натаму. Тоа не е гаранција според вас? Апсолутно не е гаранција. Апсолутно, па ние имавме пресуда на Европскиот суд во Хаг, кога беше спорот со Грција, па никаква гаранција тоа не беше. Како што знаете, Грција не блокираше 2008-та во членство во НАТО. Така што, ако е ова така, како што тие го кажуваат, тогаш ние заслуживме да имаме заклучоци во кои што сето ова што не го кажуваат, ќе биде ставено на хартија. За да можеме ние да излеземе пред граѓаните и да кажеме ова е тоа што ни го гарантира Европа. Ова е тоа што во знакот на добрососедството и човековите права го испорача нашиот источен сосед. Ајде тогаш да разговараме за сето ова како пакет, па да можеме заеднички во името на европската перспектива да се движиме напред. Ако ние стално испорачуваме, а не добиваме ништо од другата страна, сега е јасно дека преговарачката рамка нема да се смени за Македонија. Што барате вие конкретно за да се смени во хартија или да го добиете во напишана форма, за да можете да ги правите уставните измени? Па еве, јас отприлика кажав што е тоа што ние во моментот го бараме, ние во минатото дадовме и понуда дека одложеното дејство на тие уставни измени, кои што со носењето влегуваат практично се дел од македонскиот устав, одложеното дејство, кога ќе бидеме дел од Европската унија или пред да бидеме внатре практично стапат во правосилност, односно станат полноправно важни. И таков правно обврзувачки, се извинувам да не бидам погрешно сватен, е исто така опција. И ние таков пример имавме со Преспанскиот договор. Таму стоеше многу јасно дека уставните измени влегуваат во сила тогаш кога грчкиот парламент ќе го ратификува пристапниот протокол во НАТО. Зошто да не го примениме истиот принцип, бидејќи самите заклучоци на Европскиот совет велат дека треба да бидат adopted, односно да бидат усвоени, не вели да бидат ефектив, односно да бидат имплементирани веднаш. Тоа е допрецизирано со протоколот 2
за кој што сега збори официјална Софија, протоколот 1 и 2, и од ова председателката, и Радев премиерот, и министерката за надворешни работи, а кое што нашите политичари кои што тоа го потпишаа и прифатија, не убедуваа дека тоа немало врска, дека тоа немало никаква правна важност и дека тоа било така само потпишано протокол, а не било дел од барањата на Софија. И уште ова ќе го кажам, секогаш кога Софија ќе ви каже доследно почитување на договорот за добрососедство и протоколите, тоа значи дека услов за да бидеме дел од Европската Унија е и работата на Комисијата за утврдување на историски факти. Што значи тоа? Тоа значи дека овие претходниве кои што капитулираа од различни интереси, ќе повторам. ДУИ имаше еден интерес, СДСМ имаше друг интерес, заеднички именител беше да останат во влада, прифатиле да нешто што се случувало во средниот век ни одлучува каде ќе бидеме во 21 век. Така што тие се главните виновници што денеска ние како држава се наоѓаме таму каде што се наоѓаме, а ние како влада испорачуваме. Први сме во планот за раст, правиме реформи, готов е акцијскиот план, така што се она кое што е потребно за да ние бидеме дел од Европската Унија, ние го испорачуваме. Сакам уште некои работи да ги поминеме побрзо, бидејќи немаме многу време. Бившиот премиер на Албанија Сали Бериша излезе од црната листа на САД, нешто што представа преседан во овој момент и што ни кажува дека истото може да се случи и со Артан Груби. Дали знаете до каде е постапката и како воопшто ќе барате одговорност за тие работи кои што вие подолго време тврдевте дека он е одговорен? Па видете, не е тоа преседан. Има и други случаи кога од црната листа луѓе излегувале, и имало и такви од Македонија кои што биле на црната листа, кои што излегле од регионов, еве случајот на господинот Додик од Босна и Херцеговина, односно од Република Српска, и неговото семејство исто и така, и тој беше на црната листа, па излезе конкретно за господинот Сали Бериша, така што не значи е тоа... дека може да се случи? Се е можно, но дали ќе се случи и кога ќе се случи и што тоа би значило, тоа за нас апсолутно како влада не значи ништо, тоа е политика на Соединетите американски држави. За нас како влада тоа е сигнал, и кога лице се става на црна листа и кога лице не е повеќе на црната листа, но тоа нема никаква врска со криминалот за кој што постои основано сомневање и кој што треба да се докаже пред суд дали е криминал или не е криминал. Ама не гледаме постапка против Груби, трае повеќе од неколку месеци и немаме ништо конкретно. Па тоа прашање, претпоставам, треба на обвинителството да му го поставите. Јас не сум ниту обвинител, ниту судија. И како премиер немате информации? Не. Па еднаш кога се јавив на обвинителот, ми искара цела држава зашто сум му се јавил. А јас му се јавив да прашам едноставно до каде се одредени процеси. Ништо повеќе. Премиере, дали ќе имаме пат од коридорот 8 поврзање со Струга? Имаше неколку информации дека овој период представници од УНЕСКО ќе стигнат тука во Македонија. Дали ќе имаме автопат? Да, апсолутно ќе има поврзување. Прашањето е која ќе биде трасата. Дали ќе биде трасата од Требеништа до Кјафаса, која што претходно беше предвидена, или одредено адаптирање на постојни решенија. Тоа е веќе дел од мислењето на би рекол УНЕСКО и експертите кои што до крајот на месецов треба да дојдат кај нас. Јас повеќе сум загрижен за оние господа кои што протестираат на оваа делница на потегот Тетово-Гостивар, кога станува збор за експроприација, или пак повеќе сум загрижен за оние наши сограѓани кои што имаат илегални објекти кои што се на трасата на потегот Тетово-Гостивар, а кои што одбиваат да ги отстранат од таму. Може тоа да биде голем проблем? Па може да биде голем проблем. Јас повеќе за тоа сум загрижен. Тоа што зависи од нас како влада и од инженерските, би рекол, визии, тогаш тоа ќе се надмине. Но овој дел повеќе ме загрижува и тоа мислам дека треба изведувачот да си го реши, бидејќи е составен дел од врските кои што ги имаат согласно договорот. За крај сакам само еден коментар во врска со случувањата во Албанија во последните денови или недели и тие дали поврзаноста со случувањата во Србија,
каде што масовни протести го одведуваат во прашање начинот на владење на Рама во една држава и начинот на владење на Вучич во другата држава. Како гледате вие во овие геополитички случувања? Па јас не би се мешал во внатрешните работи на ниту една друга држава. Немам таква амбиција. Иако многумина се обидуваат да се мешаат во внатрешните работи тука кај нас. Но на што мене ме прави среќен и горд е фактот што граѓаните ги препознаат честните политики на ова влада и не подлегнуваат на сценарија кои што се обидуваа поединци да ги увезат од надвор. Јас би сакал да имаме стабилни соседи со кои што ќе можеме да тргуваме, да работиме, да комуницираме, бидејќи најважни се соседите, да имаат добри и честни намери кон нас. Исто така сум горд што како држава најмала во регионот, а рефлектираме условно кажано стабилност, најмалобројна би рекол условно кажано, а рефлектираме стабилност, така што мислам дека сите оние политики кои што ги водиме сега се препознаени и од внатре и од надвор и тоа е нашата амбиција како влада, а јас би посакал што поскоро надминување на оваа состојба и во Албанија и во Србија и како добри соседи да продолжиме да работиме заедно за една подобра перспектива на регионот заеднички во Европа. Доколку треба некаква помош, ние сме тука секогаш за време на енергетската криза. На многу граѓани од соседните држави, конкретно од Албанија, од Грција, од Србија, ние не ги затворивме границите, ги отворивме портите, ги користија нашите бензински станици, не забранивме извоз на нафта и нафтени деривати, сосема спротивно, користејќи го продуктоводот, ние обезбедивме и за некои од аеродромите во соседството дополнителен керозин и така натаму, така што ние сме за мир, ние сме за добрососедски односи, така функционираме како влада до сега, така и ќе продолжиме и во иднина. Господине премиер, ви благодарам многу што бевте дел од ова интервју во Алса телевизија. Ви благодарам и на вас и се надевам дека ја задржавме вниманието на вашите гледачи. Благодарам.